На 16 март во просториите на Центарот за култура Антон Панов во Струмица ќе се одржи големото финале на музичкиот фестивал Ритамот на Европа. Станува збор за фестивал за млади таленти во кој се одржаа аудиции во неколку општини во Македонија. Проект кој за прв пат се одржува во државава. На сцената ќе настапат надпреварувачи со талент за пеење и танцување од Македонија, но и од повеќе други држави како Србија, Црна Гора и Република Српска. На големото финале во сабота ќе има повеќе од 150 гости од соседните држави, а за победниците следуваат многу вредни награди. Инаку Ритамот на Европа ќе се одржи во градот домакин за оваа година, а тоа е вашата и наша прекрасна Струмица. Тоа ќе биде на 16.3, односно сабота, точно на пладне, во 12 часот, во Домот на културата Антон Панов. Влезот е слободен, така да секако ги повикуваме и вашите гледачи, доколку некој сака, разбира да помине. Што се однесува до учесниците, доаѓаат тимови од Црна Гора, од Србија, од Република Српска и секако од кај нас, од Македонија. Именно станува збор за 21 општина, односно 21 град скупно од државите што ги споменав. И сега, на 16 март всушност ќе се случува големото или гранде финале, односно финале на сите финалиња од државите учеснички. Тоа е меѓународен надпревар помеѓу овие балкански држави, вклучувајќи и нашата како дебитант оваа година. Се очекува невиден спектакл, нешто што досега искрено го немало на нашите простори, со една комплетна сценска опрема, технички перформанси, костими и се разбира изведба на децата и младинци, како што веќе досега имаме напоменато од 14 до 21 година. А вие не знаете какви прекрасни изведби ќе има изведувачи, навистина прекрасно. И сега се очекуваат секако гости од сите држави, така да минимум, да речеме, околу 150 луѓе доаѓаат со комплетни екипи од Србија, од Македонија, од Црна Гора и од Република Српска. А она што се однесува до наградите, првата награда е стекнување на домакински град за следната година и промоција на градот во целиот регион, а за изведувачите следува песна и спот. Втората награда е патување во земјата која представуваат. И третата награда е директен влез во гранд финалето за следната година. Од Струмица во пеење ќе не представува девојчето со извонреден глас Марија Панчурева, а во танцување ќе ја придружуваат Мила Цветкова и Викторија Тријановска. Вашите и наши, би рекла, три струмичанки, бидејќи веќе толку многу се сплотивме едни со други да си ги рачунам како мои, како наши. Се навистина прекрасни. Марија има вокал од светски размери, додека снимавме одредени вокали конкретно за Ритамот на Европа, тоа беше навистина чудо, дури и продуцентите и сите останати изреагираа прекрасно. Верувам дека ќе се покажат во вистинско светло и кореографијата исто така одлична, значи двете девојки кои што ќе бидат со Марија на сцена се супер. Имаат супер костими, меѓутоа не ви откривала ништо конкретно, освен да ве повикам да дојдете или во Антон Панов во 12 часот на пладне. На фестивалот присутни ќе бидат кореографи, вокалисти, асистенти кои ќе помагаат на младите таленти. Ритамот на Европа е најголемо детско музичко надпреварување на кое може да се пријават деца од 14 до 21 година, кои ги представуваат своите градови и држави, пеејќи на јазикот на една од земјите од Европа. Целта на овој музички проект е да се даде поддршка на младите таленти. Фестивалот ќе биде прикажен во живо на Сител телевизија.